Господине Милевски, повелете вашите 2 минути за воведно излагање. Пред се, господине Божиновска, сакам да ви се заблагодарам вам и на телевизија 24 за можноста што ни дадовте да ги презентираме нашите програми пред македонската јавност, бидејќи вие сте единствена телевизија која што не покани на дебата. Освен нормално подкастите на кои што некој од нас учествува. Сакам да се представам себе си. Јас сум Роберт Милевски, кандидат за градоначалник на општина Струга. По вокација сум дипломиран инженер по информатика, со долгогодишно искуство во работа во странство, преку 20 години сум работел во Германија, во Австрија, во Швајцарија. Имам собствена компанија за изработка на софтвер. Сме работеле со едни од најголемите компании во светот, како што е Raiffeisen осигурувањето, Tesla, SpaceX во моментот и Starlink. Тоа е мојата позадина, бекграунд, како се вика во смисла на вокација. Сега за Струга да споменам. Мојата програма е поделена во 4 дела. Првиот дел се однесува на круцијалните проблеми за самата општина. Тука спаѓа депонијата, водоводот и урбанистичкиот хаос. Вториот дел за мене е многу битен, тоа е грижата за старите и изнемоштени лица. Можам понатаму да елаборирам за што се работи. Третиот дел, и мислам дека најважниот, е како да ја задржиме нашата младина во Струга, како од Струга да направиме повторно град во кој што може достоинствено да се живее. И четвртиот дел е дигитализација на општината. Тоа е, како што веќе споменав, е мојата струка и тоа многу добро знам како може да се изведе. За првиот дел, за депонијата, јас сум во Македонија носител на проектот за изработка, за изградба на фабрика за рециклажа на отпад. Значи, оваа идеја ја кажав уште во 2019 година. И сега интересно е што се случува, сите многу кандидати за градоначалници низ цела Македонија ја преземаат истата идеја и ја копираат. Тоа е интересно, меѓутоа јас немам никаков проблем со тоа, но ние во науката викаме ако цитираме некого, мора да се спомене кој е авторот, да се потенцира изворот на авторот, но добро, во ред, убаво е што се прифати тоа, можам понатаму да образложам затоа што веќе сум во комуникација со индустрија Велике Базел, каде што има таква фабрика, разговараме со инженери кои што се спремни, значи без никаков надомест на општината да изработат физибилити студија како Струга да го реши тој проблем. Но мислам дека понатаму ќе